Недостатокот за термини на преглед кај специјалист, прием кај конкретен лекар, добивање болнички кревети, долгото чекање на списокот за операција, ги тера луѓето да подмитат доктори, плашејќи се за своето здравје. Истражувањето на Сдруженијето за еманципација, солидарност и еднаквост кај жените покажува дека 84% од здравствените работници сметаат дека корупцијата е делумно или многу распространета во нивниот сектор, но ниски 14% од нив признаваат дека биле вклучени или сведочеле на ваква појава. Најчестиот случај на корупција е во вид на пари. Тоа се скапи подароци или ваучери кои што се дават како форма на наводна благодарност. Меѓутоа има и уште посуптилни, како што е упатувањето од редовен термин во приватен термин кај истиот доктор. Значи, неможност да биде прегледан пациентот во редовниот термин кај што добил упат или дошол приоритетен упат. Упатен е на терминот кој што е приватен по платни, треба да го плати во целост. Загрижувачко е присуството на неформални плаќања за гинеколошко-акушерски здравствени услуги. Според истражувањето, подкуп во повеќе од 50% од случаите се купува порадување со царски рез, без медицинска индикација, како изборот за конкретен гинеколог или тим за порадување. Фрапантна е информацијата дека секој пети здравствен работник слушнал или дознал дека колега или колешка побарале или очекувале сексуална услуга од пациенти. Мораме да кажеме дека е присутна не само во односот на здравствени работници со работници кон жените пациентки, туку и внатре помеѓу здравствениот персонал. Според мислењето на здравствените работници за борба против корупцијата, неопходни се системски мерки. Истражувањето на ЕСЕ проведено преку анкета на 410 здравствени работници и соработници, како и полуструктурирани интервјуа со 21 директор или раководител на гинеколошко-акушерски здравствени установи. Габриела Лескова, Сител телевизија.